Почитувани гледачи на ОТВ, се наоѓаме во едно исклучително интересно место, во една продавница за сладки работи и во една продавница која што е за најпознатата посластица од Крушево, а тоа е крушевскиот локум. Се наоѓаме во Тагас Балкан и тука со нас е Коста. Добар ден. Коста. Добар ден. Како си? Добро, како сте вие? Фала на прашање, одлично, еве возбудени да ја дознаеме приказната за крушевскиот локум. Како што ни кажа, ова е најстарата локумара и најверојатно единствената која што е Крушево. Ајде, кажи ни ја за почеток малку приказната за таа. Ајде најпрво добар ден и добро дојдовте во, како што рековте, најсладката продавница во овој град, меѓутоа веднаш јас на почетокот ќе ве малце коригирам, значи покрај локумот ние ги имаме и најубавите целувки кои што се произведуваат во нашиот град. Значи имаме и локум и целувки. Сега прашувате за приказната. Приказната е доста стара, значи оваа фирма постои 104 години и низ неа поминале 4 генерации. Значи најпрвата генерација беше, ние го велиме дедо Ѓорги, тој рецептот си го зеде од Солун, си го усоврши и го почна производството на крушевскиот, на тогашниот и сегашниот крушевски локум. Структурата не е смената, значи по негова рецептура после тоа неговиот занает го презема неговиот син дедо Киро, кој што го продолжува, да речеме, ја продолжува традицијата на производство. После него доаѓаат неговите две керки, Сонја и Мери. Сега на крајот доаѓа четвртата генерација, синот на Сонја и на Мики Чоне. Тој сега веќе си го усовршува, го моделира, го врши целокупното производство на ова. Значи, никој е четвртата генерација. Така, значи четврта генерација. Четврта генерација. Сега правиме муабет за производ стар 104 години, да, кој што ни дошол од Солун, е донесен од Солун. Да, и е модифициран. И познато е за крушевскиот локум дека пред се е посебен по структурата. Значи не е тврд како некои други, а истовремено па и не се растопува. Има потврди кои што се растопуваат. Тајната нема сигурно да ни откриете, ама ајде нешто барем од околу раскажете ни како е тоа можно. Вака да ви кажам, како што рековте, посебен си е по структура, кој што не е тврд, кој што не е многу мек, значи точно како што треба. Рецептурата има во него вода, шекер, нишесте и вешти раце. И формулата која што си ја знаат нормално само тие. Тоа е што можам јас да кажам. Значи, од тоа е составен локум. Тие си имаат сега некоја формула каде што знаат колку треба да се печи, колку треба да се лади, да се оформува локумот. После тоа знам кога ќе биде готов, го отставаат еден ден да отстои, зашто тоа е слично на алга, така како и се сечи во малечки парчиња, се пакува во кутиите. Кој е побарувачката на локум, колку е возможно, затоа што сите сакаат да пробаат крушевски локум. Како е можно една продавничка која што гледаме дека не е многу голема, да постигне да ги задоволи барањата, да речеме само на Македонија? Вака да ви кажам, сега побарувачката е доста голема, затоа и опстана, меѓутоа уште еднаш ќе напоменам дека тука се работи за квалитетот на локумот, кој е на високо ниво. Друго, јас сум посебно среќен, да речам, и горд на сето ова тука што се произведува и што се случува, зашто кога ќе дојдите, вие како купувач и ве гледам кога лицата ви се насмеани, значи како да ви даваат некој голем поклон во рацете, нешто како да добивате, тогаш знаеме дека ние сме успеале, а можам да речам во концепцијата тоа што вие го рековте дека не само побарувачката во Македонија. Значи овој крушевски локум
е прошетан на сите континенти. Значи ние имаме доаѓаат од Јапонија, доаѓаат од Нов Зеланд, од Индија доаѓаат. Сега тука имаме малце и среќа, не се погоди нас и со парагвајдеристите, зашто тие го откриваат вкусот на овој локум и веќе земаат за секаде. Како е реакцијата на странците кога сигурно сте имале можност кога Среќни се, тие се среќни, задоволни се и чим доаѓаат повторно и повторно да го купуваат, значи им се допаѓа. Значи може да го карактеризираме локумот како Интернационален. како интернационално сладко на среќата. Точно, точно. Така. Посебно е убаво да видите кога луѓе кои што доаѓаат, што биле неколку пати од наврата, многу среќно и возбудено влегуваат и прво што доаѓаат во Крушево, иако остануваат на подолг период, се купуваат кутија локум да си имаат да јадат. Среќни се, ги чувствувам дека како мали деца се радуваат по некој. Ајде да ни кажеш малку, рече дека и ги правите највкусните целувки. Точно. Ајде кажи ни малку и за целувките, затоа што гледам тука ги има и во различни бои. Целувките знаеме дека се бели во главно, тука гледам дека има и тиркизни, розеви, жолти. Ќе ви објаснам. Значи вака, покрај локумот рековме дека имаме и целувки кои што да речам дека обстојуваат скоро колку и локумот. Значи кога се почнало да се произведува локум, почнали да се произведуваат и целувки. Традицијата на градот Крушево беше и остана, значи кога ќе појдете во Крушевска куќа, да не ве зачуди дека ќе бидете почестени со локум и со целувка. Што се однесува до целувката, тоа е производ од белка и шеќер, во која што исто така е внесена формула што е добро направена. Сега имаме повеќе видови на целувки, класични целувки имаме, како што рековте, целувки, тоа не се само во бои, него се со вкусови. Имаме 4 врсти на вкусови, имаме шумско овошје, банана, тоа плавото децата или зелено го викаат bubblegum, на нешто му личи на мастика и сето тоа имаме целувки со кокос и со орев. Тоа е во главном тие 3-4 врсти на целувки ги имаме. Значи и додатоците на вкусови кои што се во локумот како кокос и орев ги користите и во целувките, значи тоа си е посебно. така. Тоа си е посебно. Тука може да дојде само да речеме оревот, а инаку другото си е посебен производ. Така. Кој да се вратиме на локумот, кој локум најмногу се троши, класичниот или со јатки? Сега се троши и едниот и другиот, меѓутоа луѓето повеќе сакаат да си купат локум со орев, мада не заостанува продажбата и на локумот без орев. И сега имаме и трета врста на локум, не знам дали тоа вие видовте, или можам јас да ви покажам ако сакате. Тоа е овој локум, тоа е сега локум со кокос и со лешник. Така, кокос и лешник, ова е прв пат го гледам јас. Ова е скоро ново производство, затоа не сте биле досега и не знаете. Значи треба да го пробаме Ќе го пробате сигурно. со кокос и Сигурно со тоа. лешник. Коста, многу ти благодарам за ова што ни раскаже приказна. Не ни предпоставував дека навистина е 104 година, истовремено дека е донесен од Солун. Дека едно нешто кое што е на некој начин увезено, сепак така се етаблирало тука, кое што станало на некој начин и символ на Точно. на Крушево. Ми се чини дека не ми се чини, него сигурен сум дека и тука ја има приказната како ете. Може да се прочита и да се види. Ќе ги снимаме така. Фала ти за... Јас ви благодарам што не посетивте. Ви благодарам. Кратко, али збиено и да ја раскажеме приказната. Јас ви благодарам што дојдовте и што не посетивте. Драго ми е
што направивте убава репортажа не само за Крушевскиот локум, него и за други активности кои што ги има низ градот Крушево, а Крушево стварно има со што да се пофали, така да и мене ми е драго и ви посакувам и повторно да не посетите. Со сигурност ќе ве посетиме повторно и тоа за многу брзо, затоа што Крушево се повеќе нуди интересни работи, се повеќе нуди активности кои што вредат да се посетат. Почитувани гледачи, се надевам дека дознавме сите заедно нешто повеќе за Крушевскиот локум, а за останати приказни од Крушево па и цела Пелагонија, тука сме, снимаме и се гледаме во следна прилика.